но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја немаш право да покажеш, и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само за вас. Дајте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Може би ќе биде претерано ако кажам дека Македонија гори, но факт е дека на повеќе локалитети низ Македонија пламтат пожари, гори шума и загрозени се неколку населени места. Надлежните институции заедно со местното население прават максимални напори да ги локализираат пожарите, но се чини секој ден на некој друг локалитет излегува нов пожар или пак се проширува оној постојниот. Кој пали пожари, а кој ги гасне е темата која насловивме вечера за овие аргументи, а одговорите ќе ги повараме од моите вечерашни гости. Драган Јовановски од Дирекцијата за заштита и спасување. Добро вечер. Горан Стојковски, Македонски шуми. Добро вечер. И Драган Тарчуговски од Центарот за управување со кризи. Добро вечер на сите. Добро вечер. Господин Тарчуговски, ќе почнам со вас. Генерално би ве замолил, бидејќи секојдневно се менуваат информациите каде има пожар, каде е угаснат, каде се проширил. Можете ли генерално да сублимирате денеска до почетокот на емисија каде има активни пожари, а каде се отприлика локализирани таму каде што имало веќе пожар? И каде е најкритично ствари? Во ред, може да ги дискутираме прво активните пожари кои што се во текот на денешниот ден се уште активни. Најголем пожар по површина, по обем и по фатена и дрвна маса, и шуми, и голини што ги има на теренот се во близината на Македонски Брод, која пожар опфата јатар на неколку села. Селото Требовље, Луптоец, Близанско, Растеж, префрли сега и на другата страна кон гостиварскиот и Тетовскиот регион, односно кон селата Корито и према атарот на село Гргурница. Тоа е најголемиот пожар кој што се уште е активен веќе една недела. Покрај тоа имаме активни пожари уште неколку. Денеска имаме нов пожар во близина на Скопје, во близина на Матка, на Браната Матка, кој што гори во правец кон Водно. Исто така имаме пожар во Горна Јакупица, кој што е втор ден, но таму гори деградирана шума која што беше опожарена и минатата година. Следен активен пожар ни е во близина на селото Ваксинце, каде што гори сува трева и стрништа во Кумановскиот регион. Велешко има? Па Велешко е овој на Горна Јакупица што го викаме на Чашка, тоа е Велешки регион, а инаку спаѓа во атарот на подрачјето на општината Чашка. Скопско? Скопско, Матка и најновите податоци говорат за уште еден помал пожар во близина на Студеничани, за кој што немам точни податоци во моментот, но за Матка имаме. А ваму кај Радуша тоа кај спаѓа? Радуша беше изгасен пред неколку денови, меѓутоа Радуша пожарот имаше еден крак кој што се уште е активен во текот на денешниот ден во атарот на Тетовскиот регион во близина на селото Копаница. Тоа е значи префрлен преку другата страна на планината, но таму гори исто така деградирана нискостебелеста шума и грмушки. Не станува збор за некој пожар кој што би значил голема материјална штета. Уштето Копаница, како што кажав, кај Гргурница и Крушевскиот пожар, да не го забораваме, тој се уште е активен. Добар дел од него е денеска згаснат, меѓутоа не зборувам кај селата Алданци и Норово, кој во текот на вчерашниот ден беше во близината на манастирот Свети Атанасија, мислам дека се вика манастирот. И денеска има еден крак кој што е се уште активен во атарот на селата Норово и Алданци.
кај Кривогаштани има кај Житоше еден појавен пожар на нискостебелеста деградирана шума. Исто така има уште еден пожар во атарот во подрачјата на Прилеп, општината, во делот на атарот на селото Дрен и Смолани. Некои се значи поголеми, некои се помали пожари на отворен простор. Најголем, како би повторил уште еднаш, е во близината на Македонски Брод. Колку е сериозна ситуацијата генерално? Сите вкупно пожари, вклучувајќи го овој кај Македонски Брод, и како таму се одвија работа, очигледно и покрај напорите за намалување на пожарот, тој се шири. Секој пожар има своја приказна на делување. Како што е познато, делуваат институциите по редослед. Така. Не може на секој пожар сите сили одеднаш, ниту е теоретски можно, ниту практично, ниту пак е пракса, ниту по процедурите. Еве ќе земам за пример еден помал пожар, на пример овој што е кај селото Дрен во Смолани кај Прилеп, каде што денеска интервенира едно возило и 5 противпожарни работници од шумското стопанство. Бидејќи први што интервенираат се лицата кои што стопанисуваат со тој простор, бидејќи овде станува збор за шума од македонски шуми од шумско стопанство од Прилеп конкретно таму. Ваму кај Македонски Брод веројатно таму е тој поголем пожар. Затоа правам споредба на еден каде што се уште не е дигнато нивото да бидат ангажирани сите сили што имаме, сите капацитети, додека пожарот кај Македонски Брод, кој што бесне повеќе денови, има зафатено поголема површина, неколку стотици хектари шума, тој ги има повеќе ресурси. Почнувајќи од ресурсите на македонски шуми, подружницата од Брод, потоа противпожарната единица од Брод, помошта од соседните противпожарни единици од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар и Прилеп беше еден ден, тоа се менува, меѓутоа неколку дена е. Потоа е местното население кое што таму живее и гравитира секако. Нешто имаше од неколку дена организирано преку единицата на локална самоуправа Македонски Брод, 10 лица. Потоа Дирекцијата за заштита и спасување со нивните ресурси, зашто повеќе веројатно ќе каже колегата од Дирекцијата за заштита и спасување, веќе станува збор и за суземно гасење на пожарот и за гасење од пожар со ертракторите, со авионите кои ги поседува Дирекцијата за заштита и спасување. Исто така и преку Центарот за управување со кризи ја ангажирана и армијата, бидејќи станува збор за голем пожар. Армијата е последна структура што се ангажира кога станува збор за пожари на отворен простор. Армијата е ангажирана и со двата хеликоптера, кои што ги има специализирани, опремени со ведра од 2,5 тона вода и со сувоземна единица од 60 припадници од Кичевскиот гарнизон. Така да тоа се структурите и нешто имаше во текот на вчерашниот ден доброволци од Тетово и од Скопје, кои што самоволно беа на местото на настаната пожарот и беа прифатени и вклучени во справување со стихија. Пред да го слушнам господинот Јовановски за тоа со што се гасне пожарот, би сакал господинот Стојковски ни каже, бидејќи вие споменавте колку површина е зафатена, што гори, колку е тоа штета и колку се загрозени селата, бидејќи видовме дека во еден дел кај треба овие дојде до самите куќи, значи не се само шумите, туку има опасност од овие населени места кои што се во планинските делови да бидат зафатени. Така. Како вие проценувате целава ситуација? Колку е тоа споредбено со други години? Дали тоа е една редовна појава во летните периоди или е нешто исклучително? Шумските пожари генерално се една појава стихија која што има негативни последици на растителниот животинскиот свет, на населението кое што локално или пошироко регионално се наоѓа на тој простор и при тоа значи повлекува големи финансиски трошоци пред се и после тоа големи штети по самата дрвна маса и другите штети кои што ќе ги направи. Можеме малку режи да видиме неколку фотографии кои што гостите ни ги донесува додека разговараме на оваа тема? Значи, македонски шуми, согласно законските и подзаконските одредби, има обврска за при настанување на шумски пожар да даде прв одговор. Шумски пожар во смисла на овој закон
представува секое горење кое што е во шума или надвор од шума, но не подалеку од 200 метри. Значи, без разлика дали е земјиште, било каква површина која што е поблиску од 200 метри до шума, влегува во класата на шумски пожари, за кои што Македонски шуми има обврска да даде прв одговор. Ваквите појави, значи за Македонски шуми представува посебен терет пред се при ангажирање на жива сила, но исто така представува голем проблем за трошоците кои што се прават при справување со пожарите и она што значи постфестум, односно справување и управување со пожарните површини кои што подоцна со порешение од Државниот инспекторат за шумарство и ловство треба да се очистат, да се пошумат и во наредните 2 години да се одржуваат. Ваквите штети не се само по Македонски шуми, тие се изразени посебно по местното население кое што е блиску или е во шумата и од тие причини ние имаме тесна соработка и со населението. Значи, нашата улога при излегување на пожар е да се излезе што е можно побрзо, да се тоа го предвидуваат и процедурите, значи да се направи увид, да се отпочне со гаснење, да се направи проценка за понатамошните потреби од жива сила и начини на гасење. Ова што сега се случува во Македонија, особено во последниве 2 недели, е посебно специфично и не е за изненадување ако се земе во предвид колку денови во низа имавме без врнежи. Ние и минатата година имавме топло жешко лето, но минатата година беше специфично што имавме одредени врнежи без разлика дали тоа беа мали или поголеми на 5 до 7 до 10 дена. Сега сме сведоци дека имаме период без врнежи, подолг период е тоа. Така да горливиот материјал е извонредно квалитетен за шумските пожари, а имајќи го предвид дека шумските пожари најчесто во 99% од случаевите се како причина, односно како последица од човечки фактор, значи ова не треба да не зачудува. Исто така, ова што се случува кај нас е појава која што и во потесниот регион, да не зборувам за подалечниот, но и во потесниот регион се случува. Вакви појави имаме, значи во Црна Гора имавме, во Хрватска, во Грција, во Турција. Дури станува од аспект на побарување на помош потешко затоа што сите околни земји го имаат истиот период. Така, истиот проблем. Кратко да не должам, ме прашавте за бројките и за споредба што тоа значи. Еве, минатата година, која што ја оценуваме сите кои што ја покриваме оваа област како година која што беше значи мирна, тивка и со не толку голем број на пожари, особено за Македонски шуми, значајно што тие пожари се случува беа надвор од шума, што значи не ни повлекоа оштетување на дрвна маса, трошоци да, повлекоа, но штетите беа помали. И во текот на целата мината година имавме 150 пожари, од кои што 50 од нив беа надвор од шума, значи започнаа надвор од шума и ги локализиравме надвор од шума. Добро, тоа беа лани 150. Мислите годинава ќе има повеќе? Оваа година до овој момент, значи заклучно со јули, кај нас, значи, согласно нашите податоци, односно тоа не се наши податоци, тоа се веќе согласно Маквисот, кој што е една алатка каде што ги обединува сите институции кои што работат во оваа област. Значи, согласно податоците од Маквис се веќе до сега 164, овдека уште 2 не се затворени. Значи, тоа ќе бидат веќе 166, но и покрај тоа, значи, ние во Македонски шуми ги водиме пожарите во неколку категории. Од овие 164, 44 пожари се надвор од шума и сме ги завршиле надвор од шума. Други 33 се започнати надвор и влегле во шума, а останатите се случени во шума.
Извонредно важно во оваа бројка е дека 134 пожари се пожари каде што не сме имале опожарена дрвна маса. Значи тоа се или пожари на голина, или пожари кои што поминале низ обрасната површина, низ шума, но не направиле штета на шумата. Споредбено со она што е површина лани и она што е површина оваа година, значи ланската површина беше некаде околу 3.500 хектари. Ние сега само во овој пожар што се случи близу Самоков, околу селото Требовље, и со неговото ширење, и со тоа што се уште не е завршен, само тој пожар ќе биде можеби половина од она што лани ни се случи. Овде можеме да го земеме во предвид дека од оваа површина околу 300 хектари 400 на крај кој ќе се затвори пожарот, кој ќе заврши, кој ќе направиме извештај и ќе видиме точно, но само толку се под обрасната под шума. Другото е крш, значи трева, карпи, но без разлика на тоа е се вегетација која што неповратно ја губиме. Добро, ќе продолжиме на околу оваа тема и со господин Јовановски. Констатиравме дека многобројни оперативни институции работат на гасење на пожарот, што е најбитно во овој момент, нели? Но се чини дека вашата институција, Дирекцијата за заштита и спасување, сите очи како да се вперени во неа и најчесто ве прозиваат вас. Дали заради капацитетите кои што располагате или пак вашата намена е токму тоа? Како се справувате, бидејќи станува збор, како што велат другите гости, голема површина опожарена, значи негде 1000 хектари, реков. Како се состојбата на терен? Медиумите и местното население малку ве критикуваат. Гледај, моментално со ситуацијата на терен е следната. Во Требовље, кај што е најголемиот пожар моментално што е, таму имаме наши екипи, мислам, работени од дирекцијата и екипи кои имаме ние за брз одговор, тимови за брз одговор. Имаме ангажирано од повеќе подршни единици. Ние делуваме со повеќе подршни, со 35 подршни единици низ Републикава. 35 сме. И има мобилизирано скоро сите, мислам, кои се поблиску, да не правиме, мислам, и нормално и трошкови, ако треба, мислам, и целосно може да дојдат и од Струмица, и од Штип, и од Берово, во зависност од потребите што се на терен. Покрај тоа, ние имаме употребено сите ресурси што имаме. Имаме и Што значи тоа? Ресурси имаме и ние противпожарни опремени пикапи, мислам, тоа се возила кои се опремени со помпи. Заедно во соработка со противпожарните, територијалните противпожарни единици, се употребуваат и тие возила. Нормално имаме нашите, мислам, има напартњачи, заедно со македонски шуми и местното население ги опремуваме и тие со напартњачи, со метални метли, се што е можно, мислам, се употребува за гасење на пожарот. Ги употребуваме мешинките, мислам, тоа се мешини, тоа се напартњачи кои вика, мислам. Ги снабдуваме со од противпожарните на терени кај што не се приступачни, кај што не може да се делува со противпожарно возило, онда нормално иде живата сила, мислам, луѓето делуваат со тие напартњачи, со мешинките и со прскалки, да се гаси со метли се делува. А ситуацијата вамо кај Требовље е таква што многу е стрмен теренот, таму се употребија и аеротракторите, нашите авиони, хеликоптерите од Тарама. Вчера ни дојде помош од Бугарија, хеликоптер специјално со посада, и денеска се уклучи помошта од Турција, исто хеликоптер, и тие се употребени, мислам, за гашење на такви пожари кај што се неприступачни за живата сила и за теренските возила да дојдат да гасат пожари. Дали сте доволно опремени, дали тие капацитети и ресурси што ги имате, со оглед на фактот дека секаде во соседството ни во Македонија често се појавуваат пожари, дали имате доволно за да благовремено интервенирате и дали сте организирани така да веднаш се пристапи кон гаснење за да не дојдат пожарите до местните
до населените места каде што граѓаните и нивните животи и куќи се загрозени. Постапката, мислам, е согласно законската регулатива, постапката е прво, ако се работи во шумско подрачје, кај што стопанисува македонски шуми, онда настапуваат македонски шуми. Ако се работи подрачје кај што е во надлежност на локалната самоуправа, ги употребува сите ресурси локалната самоуправа. Ако види дека не се може, онда градоначалникот доставува барање, писмено барање до дирекцијата и дирекцијата ги мобилизира своите единици и своите ресурси, ги употребува тамо во зависност од големината пожарот. Ако се доволно во тој реон, онда ако не се доволно се побарува помош од другите Која прави проценката? Може би тука некојаш настанува се губи ден, два, додека се согледа дали е голем или е мал, дали можат локалните Гледај, проценката, она се менува. Она се менува, бичи пожарот е специфична работа. На почетокот никој не може да знае како ќе се развие. Ако дое до мал ветер, онда толку настанува голем пожарот да не можеш ти, мислам, дури и тие ресурси што си го потребили да донесеш дупла, не можеш да се справиш со пожарот. Ја сум сведок и на 2007 година Македонија беше зафатена со многу големи пожари. Тогаш гореше цела Македонија. Најголеми штети тука се направи. И беве очевидеци тамо на почеток во денот. Гледаш дека нема ништо. Нешто мало трае, ама после околу 1 сат, кој ќе се зголема температурите. Исто кога да си го полила тоа со бензин. Така букнува пожарот, огинот и дури тие ресурси што мислиш дека ти се спремен дека ќе заврши работа, тие ти се многу малку. Ја тогаш и разговара со командантот дека му викам, команданте, дај ова доека е на почеток, не би имам и возила и свето. Кој ќе даш тогаш спасуваме жива глава. Немаш, малку ти се те ресурси, да дое и друго, затоа што толку непредвидено се шири тој шумскиот пожар е специфичен за гасење и за проценка со која опрема треба да делуваш. И повеќето сите барат, мислам, од терен, пуштите ги авионите. Колку што можеме, таму имаме проблеми во Требовле. На почетокот се имаше, не се пожалија пилотите дека има некоја турбуленција. Не знам што. И само не знаат, тоа е пилотска турбуленција и не може да делуваат авионите. И затоа имаше и поплаки до дирекцијата дека не делуваат авионите. Те делуваат. И за нив е специфично. Дали може да полни од тој рон. Сега моментално овие не може да полнат тие авиони вода? Сега моментално полнат од аеродром. Од Петровец слегуваат тука, се наполнуваат резервоарите и кренуваат. Значи зависи од зависи како може местото сега не може да чеме да полнат во иако е тука езерото, блиско е езерото. Од тоа езеро полнат хеликоптерите со своите машинки си ги полнат и магасат. Авиониве им треба специфични услови за полнење и простор. Сега и летен период доста езерава се со луѓе, со капачи, да не настане некој повреди, тука треба да се обезбеди простор за да слетат и да наполнат и да одат. По мали езера не може да се изведе таа операција да полнат авионите. Зошто? Затоа што може да настане друга несреќа. При слетување, они специјално слетуваат и ги полнат своите резервоари и полетуваат. Кога се станува збор за проценките, јас би сакал да кажам два збора. Значи, станува збор за оперативна проценка за тактичко однесување на пожарот и на кој начин да се справат силите со конкретен пожар. Во тој смисол беше досега дискутирано. Покрај тоа постои и друга процена на загрозеност од сите ризици и опасности, каде што пожарите се профилирани како ризик во сите општини во Република Македонија. Таа процена изработуваат вработените во Центарот за управување со кризи. Буквално во сите општини во Република Македонија пожарите се или прв или втор ризик профилирани. Најчесто се менуваат со поплавите како прв или втор ризик. Периодите во година. Зависи од периодите во година, зависи од подрачјето, од географијата и така натаму. Таа процена, која што е основа за градење на капацитети, сили и капацитети на сите институции на системот за управување со кризи, зависи значи од природните услови, од географијата на подрачјето на конкретната општина, зависи од изложеноста, што е изложено, дали е изложено население, објекти, шуми, земјоделски површини и така натаму, зависи од ранливоста, дали има меѓу населението на тоа подрачје повеќе
лица со посебни потреби, стари лица, како што имавме сега, например, имавме евакуација предвадена од селото Ростеж на една стара особа и едно дете. Конкретно на тој простор зборувам сега. Значи, тие сегменти, радливоста, отпорноста, што направила заедницата за да биде помал ризикот. Зависи. Ако станува збор за противпожарната заштита, ги оспособила силите за заштита и спасување во противпожарните единици, општинските и државните. Секој е на различито ниво. И врз на тоа се прави процената на ризик и се надградуваат капацитетите на еден подолг период. Ако станува збор за проценување за оперативно дејствување, тоа е оваа процена за која што зборуваше колегата, во зависност од теренот и однесувањето на пожарот, се применуваат определени тактики за кои што тие повеќе знаат и умеат да ги спроведуваат. Добро, одиме прво со реклами, па ќе продолжиме со некои малку детали кои што на граѓаните треба да им се појаснат. Но први на еден блок на реклами, па ќе продолжиме. Господин Тарчуовски, бидејќи сте ви од Центарот за управување со кризи, на некој начин едно тело кое што ги координира сите овие активности, а многу институции се вклучени. Која е, говориме за проценките, значи, која е брзината на вклучување на сите нив и кој ги координира на некој начин? Зашто побрзо сите надлежни да излезат на терен и да се санира пожарите? Конкретно за пожарите кога зборуваме, значи има постапност во дејствувањето на структурите на терен. Постапноста започнува прво од сопственикот, оној кој што стопанисува со теренот, земјоделското стопанство, македонски шуми, ако е шума и така натаму. Втори се и оние што се најспециализирани, што се на стендбај 24 сати, тоа се пожарникарите, професионалните противпожарни единици. Тие веднаш излегуваат, кај нив нема... Веднаш излегуваат, тие веднаш по добивањето на сигналот. Трети се единиците за заштита од пожари на единиците на локалната самоуправа. Сега, на кое ниво се, како се зависи од општина до општина. Тоа не се постојано вработени само за специализирани за пожари, туку се најчесто вработени во комуналните предпријатија, во општината, со средствата што ги има комуналното предпријатие, нешто доброволци што способила самата општина или во соработка со Центарот за обука на дирекцијата за заштита и спасување, нешто имаат како тимови, но некои имаат, некои немаат, различити се од ниво до ниво, од општина до општина. Тоа се третите структури што треба да излегуваат на терен и излегуваат најчесто. Следните се пожарникарите на основа на соработка, односно од соседните противпожарни единици, повторно професионалците. Тие ги активиравме во овие пожари во Македонски Брод, конкретно од Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово, Гостивар и Охрид, мислам. Тоа се постапно. Следното е, значи се дига на национално ниво единиците, тимовите на дирекцијата за заштита и спасување. Прво со воздухопловите, потоа со сувоземните тимови за брз одговор. Тоа може би изгледа споро, меѓутоа и не е споро, затоа што и ниеден пожар на отворен простор не се шири за саат или два. Тоа е сепак, ако се открие у првиот саат, се гаси со една чаша вода, се вика, за да после 5 дена да не може ниту цела бригада да го изгаси. Следно, значи, дирекција за заштита и спасување со своите суземни сили, доколку и тоа не успее, следно е армијата. Армијата со нејзините капацитети, со како што е сега случајот, и ако и тоа не може, дури тогаш доаѓа до меѓународна помош. Затоа што ниту најбогатите држави не градат капацитети за целосна заштита комплетно од сите ризици и опасности. А Македонија со лимитираните ресурси. Кога почна пожарот во Требовље? И колку брзо дирекцијата излезе на терен? И кога почна гаснењето на пожар, бидејќи разбирам, кога ќе видите оддалечина дека гори негде во планината, ќе си рече, добро, пожар, некој ќе пријави, некој ќе дое за загрозени куќите на местното население, се створи паника кај жителите таму и тоа се име споро. Значи, ако веднаш не се излезе на терен, дали беше викенд, дали веднаш излеговте на терен, но знам дека имаше... 26 по податоци на 2. Дали беше викенд и дека
26.7. 26.7. Мислам дека е понеделник, ако не се лажам. 27. Значи, прашувам конкретно, дали на време беше Гледај, не само од кај вас, него воопшто сите? Не, пожарот Бидејќи сами гасеа граѓаните се жалеа дека нема никој да ни помогне. Не, постапката е сега, кој го примети, постапката е кој стопанисува, тоа мислам или локално типо, ако видат дека не можат, онда се јавува во дирекцијата за спасување, се јавува ако локалната самоуправа фактички тоа ти е општината која не може да се справи. Не може да се справи стопанството, мислам, шумското стопанство, тамо јавно предпријатие Липа, мислам дека се вика тамо, не може да се стапи. Сандански Брод. Значи вака, конкретно овој пожар е започнат на 22.7. во сабота и како и секогаш, и како што кажав и претходно согласно нашите обврски како предпријатие кои што стопанисува стои простор таму, екипи од Македонски шуми беа излезени и во саботата и во неделата. На 22. Да. Местното население од самиот почеток на пожарот активно имаше земено учество. Значи соработката беше на почетокот и цело време, значи имавме извонредна соработка. Јас минатите 2 дена бев таму на лице место. Тоа се уште беше далеко од селото, нели? Значи и пожарот сам се случи близу на селото. Ако погледнете на карта, ако па во непосредна близина на селото, на некаде 500 до 1000 метри. Ако се погледне на карта каде е започнат пожарот, значи на две точки кои што се на разстојание од 100-200 метри, ако се погледне дека силите кои што се уклучија после ангажирањето на Македонски шуми, значи да не ги набројувам, сите оние кои што зема учество заедно со местното население, до среда вечер тој пожар беше угаснат. За да во четврток се јави нов пожар во продолжение таму каде што беше изгаснат на расстојание повторно на 200 и нови уште 200 метри. Така да многу интересно кога ќе се анализираат точките каде се јавува пожарот. И тогаш може да се заклучи, значи не може да стане збор за нешто случајно. Значи ние сега вака влагаме во една нова тема. Исто беше случај вчера со пожарот во подножјето на планината која што оди кон Крушево, село Локви. Значи два срта паралелно исто горат. Значи тука треба да разграничиме и доаѓаме до она што на почеток го реков, 99% од случаевите се како последица од човечко делување, намерно или ненамерно. Сега дискусија моја која потенцирам неколку пати дека во исто време на две исти места се јавува пожар, мислам дека не разбирате за што зборувам. Јас не можам да зборувам затоа што немам доказ, но ние како Македонски шуми имаме огромен проблем со оваа појава и секогаш се трудиме да дојдеме до причинителот. Можам да ви информирам дека минатата година, значи ние имавме пожар кој се јави како последица на запален камион, превртен камион кај Смоквица и се случи пожар. Избега, тоа е надвор од шума. Но ние не можеме да го чекаме пожарот во шума па да почнеме да го гасиме. Веднаш излегуваме. Не само да ме прашам се. И уште неколку, само да довршам, уште неколку такви случаи од оранжерија, од швецување, од пикник. Инсистираме да дојдеме до името и презимето и да поднесеме кривична пријава, затоа што мора да сватиме, обврските наши со пожарите не завршуваат во моментот кога ќе се угаси пожарот. Мора да продолжиме понатаму, да се уклучиме активно сите чинители и МВР и сите да дојдеме до причинителот, до името, да се поднесе пријава, судот да се заврши својата работа. Тоа е едниот дел. А оној другиот дел на Македонски шуми е да се направи увид, да се направи записник од страна на инспекторатот, да се донесе решение, да се очисти, да се санира таа површина, најчесто се пошуми, да се следи 2 години, да се обнови. Значи, огромна работа представува, еве и мал пожар нека е 20 хектара. Во следните неколку години ние имаме сите институции огромни обврски околу тоа. Затоа мора да ги земеме овие моменти што ги спомнав. Ако видиме дека нешто е сумнително, мора да одиме до крај. Значи, овде треба и да апелираме
Само да прашам. Ако е намерно, рековте има разни случаи, ако е намерно, кој е или е пироман, или има некој бенефит, профит, бидејќи мислам дека имаше такви изјави, дека од тоа се тргува по тоа со дрвата. Видете сега, тоа е малце неблагодарно, значи тоа е случај за случај, не можеме сега да дискутираме, ако се прави намерно, дали има некој бизнис однос? Значи сето тоа е тука. Може би е пироманство, може би е некој бизнис, може би е за покривање, не знам, некои други нелегални работи, но ние зборуваме за нешто што се појавува и што треба да се иследи, да се најде, а во судската постапка ќе се види дали е тој пироман, дали е криминалец или нешто. Сега да преодицираме. Да лоцирам. Ние потенцијата треба да ставиме, мислам, да заеме превентивно делување. Мораме превентивно делување, речеме за шумските пожари. Имаше во 2006-2007 година се правеа прорези и се правеа секторирање на шумите. Дирекцијата имаше на располагање булдожери. Еден булдожер беше пуштен преку владата на располагање на дирекцијата во пределот на Пекчево. И тамо тој булдожер правеше секторирање прорез, ако би дошло до палење на шума, да може да се делува, да се може да се дое, да се секторира, да се секторира тој дел, да не продолжи да иде. И тоа мора некако да се преземе во заеднички со владата и македонски шуми, да се стварно направат такви планови, да се секторираат шумите, да може да се има увид. А овде како што се моментално овие посеви што имаме стари посеви, се овие вика, први бил одборот. Првиот бил во на Пелистер, овој бил преку 50 години. Природен бор, стар. Да, стар бор. Тие мора на некој начин да преземеме превентивни мерки, да го заштитиме од вакви несакани последици. Ова што соговорникот сега го потенцираше, јас би сакал да ве запознам. Тоа е само еден од проектите кои што Македонски шуми во својата стратегија која што изготви за заштита на шумите од пожари, со акцент на пожари, е предвиден во таа стратегија, каде што се предвидува изработка, односно изградба на противпожарни просеки во шуми, но за тоа треба една добра анализа, обсежна, и затоа е предвиден како посебен проект кој што во наредните години, како што кажа соговорникот, треба институциите да изнајдат сили да бидат изработени. Тоа не зависи само од Македонски шуми, значи Македонски шуми довдека го доведе тој дел како стратегија, го изработи и сега таа стратегија треба да се реализира. Тоа не значи дека ќе се земе и ќе се прават просеки геометриски или не знам како. За сето тоа значи треба посебна анализа и тоа не се прави ниту за година, ниту за 2, ниту за 10. Тоа е една долгорочна стратегија која што ќе предвиди, согласно тоа ќе влезе и во посебните планови за стопанисување со шуми и ќе се предвиди во наредните неколку стопански периоди каде треба да се изработуваат тие просеки. Така, господин Стојковски, не сте и вие вчера во оваа работа, пожарите констатирате дека секоја година се случуваат, сакали или не, секаде во светот, па и кај нас. Ова идеја сега што ја кажувате досега, зашто не е почнато да се реализира на некој начин, ако знаеме дека сме подрачје изложено на пожари? Ова е само еден сегмент кога станува збор за просеките. Ако зборуваме, има цела лепеза на превентивни и пресупретивни мерки. Превентивни мерки, почнувајќи треба да ги дискутираме законските мерки, воспитно-образовните во школите, па потоа информативно-пропагандните, разни лептоци, флаери, телевизиски емисии, така натаму. Тоа се превентивните. Не ги се придржуваат. Да, Жајка, следни се пресупресивните мерки, тие се една цела лепеза од мерки. Изградбата на противпожарни просеки е само една од лепезата. Навременото откривање на пожарите, за кој што имаме систем, Маквисот што го спомна пред соговорникот. Пренесување на информацијата преку информатички алатка. Исто така го имаме
како пример во регионот во југоисточна Европа, кој што како искуство го даваме и на соседните земји сега. Креирање на горливиот материјал и негова редукција. Горливиот материјал е различит од зависност од видот на шумата, од зависност од висината, од староста и така натаму. Тоа може многу повеќе да се зборува. Меѓутоа тоа се цели планови, цели студии за секоја област различити. Потоа процена на степенот на опасност од појава на пожар. Тоа е различита во зависност од борот е многу поопасен и многу побрзо гори за разлика од дабот или од јаворот или некои други видови. Кога зборуваме за шуми, ако зборуваме за земјоделските производи, житните култури во текот на летото многу побрзо и горат отколку некои што имаат зелен лист. Така натаму. Од потоа се оние пресупресивни или подготвителни мерки у делот на создавање на ресурси за гасење доколку дојде до примена на директните мерки за гасење. Тука е таа набавка на разноразни напртњачи, метли, опремување, потоа оставање вода на самиот терен во канистри од по 1000 литри, најчесто се тие кои што стојат на терен. Може брзо да се искористат. Може брзо да се искористат во таков период, меѓутоа тоа се, значи, цела лепеза и тие се дел од оперативните планови на повеќе институции. Ако може, поставивте доста провокативно прашање, не би сакал да останам. Зошто е провокативно? Сега ќе кажам, не би сакал да останам без одговор, а ценам дека и добро е што е на тој начин поставено и да ме испровоцира да ви одговорам вака. Гледам се почнете да се вртите во столчево. Не, па морам да одговорам, нели? Говорете ќе ви дам. Видете, значи убаво констатиравте, ништо не е измислено сега и денеска. Но е прашање кога се поставени и во каква форма се поставени тие работи. Исто прашање дали мене или на некој друг, може ќе му го поставите после 10 години, доколку не фатиме да работиме согласно она што сме седнале и сме го направиле. Значи, оваа стратегија не се направи вака, не се направи за ден и два, не му текна на еден човек, туку се работеше подолги години. Значи, појде од идеја, односно рековме, ајде да се направат 20 проекти. Па потоа треба да се види на кој начин тоа да се прави. Па кој ќе го прави? Па треба, не знам, набавка, па треба ова, треба она. Треба да се најдат експерти. Значи, јас сега зборувам за еден производ од 20 проекти, каде што 15 се проекти за заштита на шуми од пожари, а другите 5 се за заштита на шумите од фитопатолошки и ентомолошки појави. Доколку ние сакаме да имаме една... Јас зборувам за македонски шуми сега, значи, ако сакаме да развиваме стратегија за развој на заштита на шумите, во рамките на македонски шуми, треба да го реализираме она што експерти седнали и го направиле. Ние спомнавме еден проект тука, таму се, значи, проекти од типот на, например, Центар за обука, која што сите ќе се сложиме, ни фали, ни недостига. Ние согласно закон некои работи не мораме да ги правиме, но искуството и практичните случаи не тераат да одиме и надвор. Законот не е еднаш даден за секогаш и да опфати се. Значи, работејќи ние ќе видиме дека нас ни фали обука. Некаде фали дури начин на однесување при пожарот. Значи, пожар е една појава која што не треба да биде панична. Паника е за оној што прв пат ќе ја фати. И хирургот ако прв пат фати нож, ќе се успаничи. На тој што му сече, тој ќе се успаничи, ама хирургот треба да остане ладен. Значи, прво да тргнеме од тоа дека ни требаат обуки. Цениме дека ни требаат регионални центри, барем во рамките на македонски шуми, каде што ќе бидеме подобро опремени и повеќе од она што го предвидува правилникот за нашето предпријатие. Значи, предвидуваме да имаме барем 3 регионални центри, каде што ќе може тие 3 центри да бидат користени за справување со пожарите регионално, за неколку градови. Предвидени се систем за брза дојава, предвидена оваква набавка на средства за гасење на шумски пожари, токму од типот на возилата како што ДЗС ги има, значи возила кои што се извонредни за брз одговор, односно за прв одговор, кои што се мобилни, брзо стигаат на терен, имаат одредена литража на вода и можат да почнат
Додека другите доаѓаат, овие може да почнат. И да не ги набројувам, има доста. Значи, одговорот краток е, нова вие што го поставивте, ако не почнеме да работиме тоа што заклучуваме после одредени состаноци, цело време ќе се прашуваме зошто не сме направили некои работи. Господин Стојковски, значи ја точно сега лоцирам дека главната стратегија треба да дојде од кај вас, бидејќи вие сте Они што понесуваат. Вие што понесувате, вие треба да ги штитите. И вие правите стратегија како да се зачуваат, но кој ќе дое време да се гаснат, како и на кој начин да се угаснат. Така. Значи тоа од кај вас доаѓа. Така. Она што го прави ДСЗ е За ние да интервенираат кога ќе се случи тоа. Така. Сакам да кажам, бидејќи теренот во Македонија таков како што е, планински. Така. Најчесто јас како новинар кога слушаме зошто тешко се гасне е заради непристапни подрачја, она што го има како опрема и ресурси не може да стигне навреме и таму каде што е пожарот. Во планирањето веројатно не сакам да се правам паметен, но треба да се бараат оние хеликоптери, авиони кои што можат благовремено и да стигнат на највисоките коти каде што има пожар. Значи, Теоретски да, но и каде, како што видите вие кога правите стратегија од каде тие ќе може да земат вода. Значи не е само да земете хеликоптери, авиони, ако е пожарот негде каде што не може брзо да се интервенира. ние Иначе ве разбрав што ви е поентата. Одделението за ваздухопловство што е кај нас. Оти знаете што на крајот на криштата секојаш доаѓа до тракторите, до Канада идите. 10 дена се гасне ништо. Значи на крај дајте ги помошта од Бугарија, од Грција, од каде што има авиони. Очигледно секојаш големите пожари мора така да се угаснат. Бидејќи мора во секоја работа да има координација и соработка комплетно, затоа што за да дојдат нашите аер трактори да полнат вода таму, мора да бидат точно обезбедени, да се знае да имаме мора соработка со кој стопанисува со езерото, така и кој дел да биде обележен, кај да се полни, за да можат безбедно да се полнат и безбедно да се употребат и авиони и благовремено. Ако они покренаа, мислам, таква иницијатива нашето одделение, да точно се лоцираат каде, заедно да направат место кај треба да се полнат, за да безбедно и брзо да се интервенира. За хеликоптерот е лесно, ама авиониве имаат специјални потреби, специјален простор, како може и кој езера и кој може и како да биде просторот обезбеден и како да полнат. Затоа доаѓа до последици да не можат благовремено да интервенираат или не можат да наполнат од тамо што планирале, туку мора да идат на сосема друго или да идат од аеродром да полнат. Може да прочитаме на изјава од еден од медиумите. Дирекцијата од едно од граѓаните кои што бил засегнат со пожарот. Дирекцијата за заштита и спасување, можам да кажам дека катастрофално не се извршуваат работата. Има неколку возила, се движат само по асфалтот, ги чуваат возилата да не се амортизирале. Не влегуваат во непристапните патишта, каде што ние со приватни автомобили влегуваме. Дирекцијата за заштита и спасување има распоредено возилата на територијални противпожарни друштва. Овие противпожарните возила се распоредени суистично на некој кој се чека одлука на владата да би распоредени по општините и друштвата доброволни, не знам кои ќе бидат територијални противпожарни друштва, затоа што овие возила сега што ги потребуваме фактички се земени, попремени и треба владата да донесе одлука да ги распореди под ние со нив сега ги потребуваме и нашите единици, тимови за брз одговор ги потребуваат и тие за во овие случаи, за да инаку немаме ние возила што се движат тамо што не одат, се одат. Вашиот директор рекол не ги трошиме ресурсите непотребно и на мали беззначени пожари. Кога ќе оцениме дека се загрозени животите на местното население или објектите, тогаш го активираме системот за заштита и спасување и по потреба пуштаме колку треба опрема и летала. Изјава на Шаван Селију за еден медиум. Гледај, ние секогаш прво идеме... Не гледате сер, вајдете? Не, нема сер туку нормално прво се иде по редослед на согласно законите. Се иде дали локалната самоуправа се справила и дали благовремено доставила. Ако немаме ние благовремено, мислам така... Што е тоа благовремено? Благовремено доставување барање до дирекцијата за да делуваме. Они бараат директно. Има постапка. Ало, пуштите авиони. Не може да се пуштат авиони. Има постапка. Се јавува прво овој што е загрозен до општината. Општината
Ако види нема, општината, градоначалникот е задолжен да достави барање до дирекцијата, одделението и тоа барање се проследува до дирекцијава во Скопје и од таму се делува, се оценува дали треба се делува со авион или треба се делува со воземни сили. Тачиловски околу координацијата? Околу Дали е баш така, дали ова како ги коментирате? Околу ова прашање за потребата има и задоволство и незадоволство за ангажманот на ресурсите на дирекцијата што стигаат и до кај нас, но кога станува збор за пожари на тревни површини, на деградирани површини, употребата на леталата е премногу скапа за да биде употребена. Но и затоа правилникот стои дека се употребуваат кога станува збор за шуми со стопански карактер, така нешто сега, ако не се лажам. Да, шуми. Таква нека формулација има во процедурата за активирање на леталата. Тоа не важи и за сувоземните структури што има, значи овие пикапови со мала литража, а голема ефикасност. Тоа може да се активира и на помали терени, помали пожари и така натаму. Факт е дека за да се активира ресурс на дирекцијата за заштита и спасување, согласно постапката треба да има барање од општината која што ќе каже дека на терен има тоа, тоа и тоа и дека со тоа, тоа и тоа што го има не може да ја заврши работата и треба да им биде помогната од ресурсите на дирекцијата за заштита и спасување. Тоа, кога го има, периодот на интервенција од дирекцијата до општината не е утврден и не е утврдено, барем не ми е непознато, периодот ако не интервенира до кога ќе одговори. Ако се процени дека нема потреба да се активираат речеме авионите на дирекцијата. Психолошки малце, знаете, на кај местото на население, кога тие немаат разбирање за целата процедура за која што говорите. Може би е така како што велите вие, одма телефонски се говорат, дајте одма се мислам така. Ама стравот е голем, а веројатно и господинот од Стојковски не му е sejedno дали ќе изгори помалку или повеќе шума. И да не се во прашање животите на населението. Ја добив една информација за пожарот во Матка, за кој што и самите рековте дека се шири кон водно. Значи, пожарот кој денеска попладнето избувна на Матка, во овие моменти се шири кон браната Матка и кон селото Шишево, како и кон водно. Тоа информирате вие. Гори мешана шума од левата страна на браната на непристапен терен. Според надлежните, пожарот е подметнат. 2 противпожарни авиони и армиски хеликоптери се обидуваат да го локализираат пожарот на непристапен шумски предел. Веќе уништил поголем дел од нискостеблеста шума. Стојковски? Знаете. А дали треба коментар за ова? Не треба коментар, но... Прво, тако, да водно е овакво парк шума за која што се грижи и со која што работи градот Скопје. Ние денеска имавме луѓе таму кои што не информираа за состојбата и тие информации ги споделивме со дирекцијата за заштита и спасување. Значи, во овој момент јас би сакал да се навратам. Ние еве завчера имавме случај кога од сите страни и денеска и вчера беше така, од сите страни беа барани леталата. Јас нема да речам дека луѓето без потреба ги бараат леталата. Значи, завчера во еден момент леталата беа потребни и во Никиштани, каде што пожарот се симна до куќите, значи до црквата. Јас во тој момент бев во Требовље. Тоа беше негде вечерина, каде што требаше да се донесе одлука дали, мислам, луѓето од ДЗС ме прашаа каква е состојбата, затоа што бев на лице место и дали може да истрпи таа ситуација едно фрлање, едно ведро помалце во Требовље, а тоа ведро да се употреби во Никиштани. Значи, видите, кога веќе пожарите ќе се развијат, тогаш секаде се потребни леталата. Реално во Требовље теренот е таков и онаму каде што нема шума е карпи, стрмно, и ваму кај што има шума од страната на селото Требовље, не е толку стрмно, но е сепак непристапно
а поготово што станува збор за црн боров насад. Ние на први, кога стигнавме со нашето специјално возило од Кавадарци таму, влеговме внатре, каде што имаше еден пат и кој што се обидовме да го направиме како бариера, каде што веќе работеа возилата од ДЗС. И пожарот кој беше веќе кренат во гранките, беше идејата прво да се спушти за да немаме прескоци. Во еден момент се случи прескок, среќа што бевме сите тука, односно имавме долго црево од јако возило и брзо го саниравме сето тоа. За после 1 сат, додека повторно се спушташе огинот доле ниско, за да го спречиме префрлањето, да ни се направи нов прескок, кој што за 2 минути отиде на 3-4 хектари и веќе моравме да затвараме на нови 20 хектара. Што е тоа прескок уште еднаш кај малку? Значи видите, кога гори стеблото, значи конкретно овде кај борот, кората горат листовите, игличките и шишарките. Значи, квечерината завчера имавме столбови од 80-100 метри кои што моравме од асфалтниот пат да претходно ги бутнавме сите високи стебла од црнбор, за да не се префрли на нив, а пак од нив можеше да се префрли преку асфалтот горе и фактички повторно да ни се врати од друга страна во селото Требовље. Така да некаде не само поради теренот, некаде и поради шумата не може да се влезе. Значи, ризично е, може да се затвори жива сила и да изгори. И верувајте, тогаш не само што требаше и во Требовље, требаше и во Никиштани, требаше и во Брезница, значи неколку места беа хитни, каде што требаше да се употребат воздухопловите. Сега, кога имаш голем фронт, воздухопловите веќе они работат, ама не може да постигнат. Затоа мораме ние да се трудиме брзо да излеземе на терен и брзо да почнеме со гаснење сериозно, затоа што посебно сега, бидејќи ние не можеме да очекуваме во наредните денови на врнежи или слично да ни помогнат. Значи, ова сега мора веднаш да се реши. Ова е добро што го отворате како прашање. Ќе направиме мала пауза за уште едни реклами, а потоа на оваа тема, бидејќи очигледно е лето, пожари ќе има, нема да можат капацитети да ги задоволат сите потреби во исто време. Тоа е многу важно што го говорите сега. Но одиме со реклами, па ќе се вратиме како тоа може да се надмине. Господин Тарчуговски, на почетокот сите констатиравте дека не постои земја што има толку многу ресурси и капацитети да во еден момент ги угасне сите пожари што може да се случат во државата. Но ми се чини дека е важно да се одмери фреквенцијата на пожари во една земја, структурата, ова што говореше и од Македонски шуми господинот, стратегијата и регионалната соработка, бидејќи рековме дека не може во секој момент да има еднаков број на ресурси и капацитети кои што ќе гаснат. Значи регионалната соработка и меѓународната соработка. Како таа се одува и како таа може да помогне да се гасат повеќе пожари во исто време? Така. Прво мора да се искористат сопствените ресурси, да се градат и да се одржуваат и да се обучуваат човечките ресурси во сопствената држава за справување со пожарите како еден од најчестите ризици по фреквенција согласно годишните извештаи од последните 20-30 години што ги имаме, бидејќи пожарите на отворен простор некако циклично се јавуваат на период од 10 години. 2000 година имавме голем број на пожари, па потоа 2007, па сега 2017. Понекога случајност малце повеќе памтиме. Но тоа може да биде корисно некогаш. Да. После 2007 од научените лекции прв пат воведовме заштита на шумите од воздух. До тогаш немавме 2007 имавме прогласена кризна состојба заради огромен број пожари на отворен простор. Конкретно тогаш имавме во единствен ден, 25 јули беше, 67 пожари на отворен простор во исти момент.
Тогаш имавме меѓународна помош од 10 држави во исти момент со летала пред се, бидејќи ние тогаш немавме летала, имавме само 2 летала на армијата на Република Македонија кои што беа искористени. Колку имаме сега летала генерално? Летала во моментот имаме 3 летала на дирекција за заштита и спасување за гасење на пожари специјализирани. Трактори. Тракторите со носивост од 3 тона и 2 хеликоптери на армијата на Република Македонија со ведра од 2,5 тона. Тие се летала што во моментот ги имаме и ги користиме. Тоа е доволно? Доволно, мислам, условно речено доволно. Условно речено е доволно за интервенција на еден пожар кој што би бил на површина од 10 на 20, максимум до 50 хектари. Не повеќе. Не повеќе. Тоа е малку. Тоа е, значи, доколку се фати еден пожар на таа површина со тие летала, но секогаш со поддршка од земја. Без поддршка од земја, леталата се минимално ефикасни. Затоа што леталата имаат функција да го спуштат пред се пожарот, а луѓето на земја треба да го изгаснат. Или да спречат негово ширење на ивицата на бариерата, односно во чело за да го спречат ширењето понатаму. Но сепак без лица на земја нема ефикасност на ниту едно летало, вклучувајќи ги и по современите канадари од 7 тона или... Колку за Македонија мислите со фреквенција на пожари би било оптимална бројка на авиони без армијските хеликоптери? Значи, таа анализа беше правена после пожарите 2007 година и се заклучи дека би требало Македонија да има од прилика 3 до 5 летала за оваа површина со која што располага и за да бидат и економски исплатливи, бидејќи ер-тракторите во моментот за друго и не можат да се користат. Имаме колку? 2? 3. 3 од трите. трите. 2 може да имаме. Сега 2 со турското и бугарско фактички имаме 5. Да, но А и 2 хеликоптера 7. Не, 7 точно. Добро, лесно е да ги броиме како бројки, но еден пожар веќе ни е на 300 и кусур хектари, така да тој ни доаѓа како да имаме и 3 пати по толку, прашање дали би го изгасиле за еден или за 2 дена, туку ќе го гасиме наредните 10 и повеќе дена. Еве армијата че од 27 до 30 по 2 хеликоптери целодневно имале по 168 тона вода. Па затоа што армијата многу брзо хеликоптерот полни со ведрото и повторно делува. Тоа е за 1000 тони вода за овие денови кои дејствувале и само за неколку минути може да дејствува, додека ер-тракторот бидејќи во овој момент се полни на аеродром, кругот му е многу подолг временски гледано. Па овој хеликоптерите. Овој полни од Козјак. Тоа е веќе на тоа е полни и веќе одма празни. голема набавка и тоа треба државата да проценката е направена дека хеликоптерите се поефикасни, меѓутоа потребно и едно и друго. Дури се размислуваше за заедничка авијација, да речем, за делување на пожарите. Но тоа се Хеликоптерите веќе имаат и повеќе намена. Овие само тоа е намената, не знам ако може да се искористат за прскање во Стојковски, бидејќи шумите се ваши, условно речено, се наши, ама сте вие ги стопанисувате, бидејќи ја правите целата стратегија, вашите проценки се сложуваат, се поклопуваат со потребите на колку ресурси опрема треба за да во даден момент, да речеме, на што поголема површина се дејствува ако се појават пожари во различни локации од Македонија. Како вие гледате на тоа? Бидејќи изворно треба да знаете кои типови на шума, што гори брзо, каде може да се дејствува? Сакам да акцентирам дека Македонски шуми може да се занимава со изработка на стратегија за заштита од пожари за нашето предпријатие. Ние може да учествуваме, да дискутираме, да споделиме искуства, но Македонски шуми не може да се впушта и да дава официјално вакви проценки, затоа што стратегијата, оваа повисоката, треба да се ја прават другите институции. Моje мислење лично, дека овие 3 ер-трактори, доколку бидат како единица појачани со 5 и доколку ова е со уште 2, од тоа да барем имаме еден двосет, кој што, значи, ова е поширока тема. Тој еден двосет кој што може да се користи за обука, затоа што не е само да се имаат овакво авионите, треба да се има и посада. И не да се има посада, значи малу бројна, затоа што видите, тоа е напорна работа
Од друга страна, тие луѓе се обврзани пред меѓународните закони одреден број сати да летаат, одреден број часови да мируваат. Исто така и авионите. Значи, ние сега додека ги употребуваме авионите, луѓето од ДЗС пред друга мака. Значи, они и ги употребуваат и бројат часови колку имаат до истек на редовниот сервис. Значи, многу е значи, специфична цела оваа работа. Да се вратам, сметам дека овој тип не за џабе, најверојатно проценката покажала дека треба да бидат вакви, со оглед на какви водени површини имаме за полнење. Овде кај Козјак е случајно, значи неможно, затоа што езерото беше извонредно мирно, огледалото водно беше мазно, а во тој случај авионите тешко се одлепуваат кога ќе бидат полни. Типот е добар, доколку се појачаат со уште два, од кои еден е двосет, би било добро да се користи за обука и по нас, еве ние лично, ние како македонски шуми имаме потреба, значи за прскање, односно за заштита на површините, дали се тоа дабови површини, култивирани насади од бор, кои што треба да се третираат. Јас ќе ви информирам дека таквото третирање ние го чекаме последниве неколку години, а за цело време се прошируваат тие површини. Доколку им се најде уште една таква намена, тоа е добро. Не би сакал воопшто да спомнувам намената за употреба на тие летала за прскање против комарци. Значи, ако им најдеме доволно намена, тие ќе бидат исплатливи и тогаш ќе можеме да ги употребуваме. И завршуваме само уште едно прашање до вас. Преска на некој начин не ми одговоривте, бидејќи може не е ваш домен околу тоа зошто намерно се палат некои шуми, некои дрва. Ќе се повикам на изјавата на директорот на ДЗС дека се работи за трговија. Лаиците не знаат како може да има пожар, а потоа се искористат тие дрва. За какви шуми, какви дрва станува збор, кои што после пожарот може да се тргува со нив? Од тој аспект ве прашувам. Значи, видете, за да дискутираме вака, треба да имаме конкретен случај. Јас ќе ве запрашам, значи, каква дрвна маса ќе искористат на пасиште. Не, таму го горат за да се регенерира, да се обнови и да имаат во наредните години поквалитетно пасиште. Значи, кој ќе прашаш зашто тоа се прави, можеби тој си смета да си направи добро за себе. Но треба да размислуваме понатаму. Значи, тоа палење влегува во шума, или ќе изгори куќа, или ќе изгори трло. Ние денеска имавме во опасност кај село Растеш. Не, од Гогрница лево. Корито, значи трло беше во опасност. Од трева. Значи, специфично е. Можеби некој сака да покрие некој криминал претходно направен, па го изгорело. Така да, можеби некој сака, ако е значи површински пожарот, нема да се крене во крошните и во деблата, па рачуна после теме кајде ќе го земеме по поевтина цена. Но тоа, мислам, не би сакал да влегуваме. Ја би сакал добро објаснувањето, мислам дека ја би сакал овде да апелираме да се воздържат. Вие сте истражен орган, се разбира и не навлегувате. Да се воздржат сите оние, дали се луѓе кои што се концесионери на пасишта, концесионери на ловишта, луѓе кои што случајно се затекнале во шума, луѓе кои што се возат по автопат, па фрлаат пикавци. Значи би сакал да апелираме, значи верувајте, многу грдо изгледа да возиш позади некој да фрли пикавец. Не рачунајќи што ќе се случи. Ама не е тоа наша култура, видете, по нашиот автопат не поменуваат само македонци. Значи, тој е интернационален. Значи, ние, овие конкретно што ги држите, ги делиме на патарини, заедно со СВР, со цел токму во тој момент кога некој го управува возилото, да му текне дека тоа не треба да го направи. Значи, имавме... Нашиот народ, поединци се тоа, се разбира. Па секој ден дневно гледаме во градот како низ прозорот од автомобил фрлат конзерви на улица. Некој мисли дека некој друг ќе крене тоа или ќе фрлат пикавци. Значи, е битно да се прават флаери, да се шири кампањата против пожари. Ние ги почитуваме овие сите закони, надвор не смееме ништо. Овде кој ќе дојдеме како да се опуштаме и
се си дозволуваме дека овде може да правиме. Не кажеме само уште една минута. Санкциите какви се за ова? На хартија. На хартија или во пракса? На хартија има. И дали се ригорозни и тоа имплементацијата е друго прашање, но дали постои строга законска регулатива и казнена политика која што треба да ги одврати. Сега и за убиство се големи казните, па има, но има и казнива е политиката, има санкции, но тешко е докажливо дека некој влегол, палел и кој бил зошто и кој бил зошто бил. Значи специфични се шумските пожари. Може тој да остави се да влезе во шума и да остане тоа да тлее, после 4-5 сати да букне пожарот, а он да замине при граница. Видете, Љубиша, значи овдека ние не мораме значи да се трудиме, можеби не можеме ние во секој од тие пожари да го најдеме причинителот, но се трудиме. Значи ние имавме лани неколку случаи каде што дојдовме до сторителот, го изведовме пред суд. Значи и тоа е еден начин да се покаже дека тој што ќе биде фатен ќе си биде казнен. Ви благодарам што бевте гости во Аргументи. Се надевам дека ќе имате сила и капацитет да се справите со овие пожари, а да се молиме на Господ, ако не да заване, барем да има совесни луѓе кои што нема да го подметнуваат намерно пожари. Благодарам уште еднаш за информациите што ги дадовте на граѓаните. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што Дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија.